Поголем број од луѓето креираат фајлови. Фајловите најчесто ги чуваме на USB, CD или пак во компјутер. Но понекогаш имаме потреба тие фајлови да ги испратиме преку мејл, но се доста преголеми. Па како да ги испратиме? Тогаш или ќе му го дадеме CD-то или USB-то на тој што треба да му се достави документот, или ќе му го прережиме и слично. Но, за да не го правиме тоа на секоја, постојат клауд сервери. Тие не овозможуваат преку интернет нашите податоци да ги зачувуваме. Некои се со поголемо место, некои се со помало место. Во ова видео ќе се направи компарација за OneDrive, Digo, Mega и Google Drive. OneDrive доаѓа со креирање на макроска сметка. Тој го има во две варијанти: OneDrive и OneDrive for Business. Што е разликата помеѓу овие две? OneDrive е за персонална употреба, а додека OneDrive for Business е за бизнис околина. Значи тука има некои дополнителни опции што ги нуди OneDrive, а тоа се колаборација помеѓу себе, испраќање на фајлови, надзор и слично. Додека пак обичниот OneDrive овозможува поставување на фајлови, гледање на документи, креирање на документи, слушање на музика, гледање на видео и слично. Доаѓа со 5 гигабајти слободен простор, односно не треба да се плати ништо. Digo доаѓа со 100 гигабајти безплатен мемориски простор. Овозможува едитирање на фотографии, гледање на фотографии, слушање на музика, гледање на видео фајлови и гледање на документи. Не овозможува креирање на документи како што е возможено во OneDrive и во Google Drive. Кога го споменав Google Drive, ајде да кажам нешто и за него. Доаѓа со 15 гигабајти мемориски простор, слободен. Го имаме кога ќе креираме Google сметка, овозможува креирање на документи, гледање на документи, слушање на музика, гледање на видео фајлови и слично. Значи, како Digo и OneDrive. И како последно го земаме Mega. Тој има 50 гигабајти слободен мемориски простор, може да се добиваат одредени бонуси со тоа што се инсталира апликацијата за на мобилен. Тука може да се гледаат PDF документи, може да се гледаат слики и видеа, но не може да се креираат документи или пак да се гледаат други типови на документи. Кога споменав за бонуси во Mega, Digo може да се надграда со тоа што може да се гледа реклами на апликацијата која што доаѓа за Android, преку пуштање на покани на пријатели да направат сметка на Digo и на кои други начини, односно начини со плаќање. За цените кои што ги имаат овие клауд сервери ќе бидат прикажани во продолжение. За крај, како заклучок, да видиме кој има најголемо место. Значи, на прво место слободно, со најголем мемориски простор, е Digo 100 гигабајти, второ место Mega со 50 гигабајти, трето место Google Drive со 15 гигабајти и на четврто место OneDrive со 5 гига. Што ќе користите вие е ваш избор. Чао!